Фудбалерите на Академија Пандев ја изненадија Македонија Ѓорче Петров во рамките на 16 финалето од Купот на Македонија. На теренот во Турново го торпедираа скопскиот прволигаш и го направија најголемото изненадување во оваа фаза од националниот куп. Речиси во целиот надпревар Пандев си покажаа борбеност, титрина и надмокиност на теренот на стадионот Кукуш. Како што е познато, Академија Пандев оваа сезона дебитира во втората лига и го смета во подредена улога во овој меч со скопскиот тим. Но на терен сликата беше далеку поразлична, каде Пандевци 5 пати ја тресеа мрежата на прволигашот Македонија Ѓорче Петров. Филип Петковски и Љупче Дориев постигнаа по 2 гола, како стрелец се запиши Кристијан Трапановски. Проблем немаше ниту Хоризонт Турново, кој со 6-0 го надвигара Љуботен и заедно со тимот на Академија Пандев обезбедија пласман во 8 на финалето од Фудбалскиот куп на Македонија. Струмичка Беласица беше на прагот да направи вистинска сензација во рамките на 16 финалето од Купот против Пелистер. Гостите од Битола, кои се лидери во најелитното фудбалско надпреварување во Македонија, се спасија на стадионот Младост откако наидоа над цврстиот и сериозен третолигашки состав на Беласица, кој воопшто немаше респект кон противникот. Струмичките синобели во ниту еден момент не подклекнаа на битолчани кои мислеа дека лесно ќе поминат во Струмица. Но угледот и ренометот заради својот прволигашки статус го спасуваа во пенал рулетот. По првите 45 минути Беласица Пелистер 1-1, во второто полувреме идентична слика со по уште еден гол на двете страни. Беласица покажа дефинитивно дека местото не е во третата лига и со овој состав заслужува повисок ранг на надпреварување. Откако немаше победник, среќата одлучуваше, но за жал пенал рулетот битолчани се спасија од третолигашкиот пораз и се пласираа во 8 на финалето од Купот. Инаку Беласица вчера одбележа 94 години од постоењето со ревијален надпревар меѓу ветераните со Тиверија.